Студио 1, почитувани добар ден и добре дојдовте. И со мене со колегата Владко Чаловски, барем у овој прв дел од отвореното Студио 1 се дружите денеска. Се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи како и секогаш се обидуваме да сме поразлични, ќе третираме различни теми и различни гости. Да, а како што најави Јана, различни теми и различни гости, па да видиме кои се тие. За почеток, оно што е практика своевидна на ова Студио 1, ќе ги одвоиме некои од најинтересните моменти при вчерашните гостувања овде во отвореното студио. За потоа, при крај на овој прв отворен дел, овде во студиото со нас да биде нашиот Славчо Поповски, кој што најави своевидно променување на временските услови, па ќе разговараме што е оно што не очекува. Секако, откако ќе го завршиме овој прв дел, следува информативното издание во рамките на студиото, односно вестите, со Александар Петрески, а јас и Јана се враќаме околу 15:20 часот. Гостинка е Ана Солево, психолог. Ќе разговараме на тоа како да го подобрите вашето ментално здравје пред се, бидејќи има прв центар за ментален фитнес во Македонија. Се враќаме со Јана повторно околу 17 часот, а наш гостин овде е поранешниот прв човек на полицијата Павле Трајанов. Ќе разговараме за најактуелните теми поврзани токму со полициските акции, но и со сето она што е актуелно изминативе барем неколку недели, прашања поврзани со полицијата и со судството, за после нас да следи забавниот дел. А во забавниот дел, веќе знаете, музичкото талент шоу Звезда број 1, ексклузив и Сергеј Варошлија. Во 19:20 часот се дружите со Јадранка Костова за денеска. Првата тема која што ќе работи во тој термин е каква иднина или зошто третата политичка опција во Македонија како да не може доволно да се протне. Нејзин гостине Ангелка Пеева Лауренчиќ ќе разговараат за тоа какви се шансите на трета опција да има успешен политички настап. Гостин во Дневникот ќе биде генералот Стојанче Ангелов, ќе се разговара на тема диво населје, а во 21 часот уште една тема која што Јадранка ќе ја третира се судските случаи Ореше и ликвидација. Нејзини гости се Валентин Зафиров, кој што е осуденик во ликвидација, и адвокатот Звонко Давидовиќ. Потоа во 22 часот ќе се дружите со колегите од спортската редакција и добро познатата спортска емисија Спорт 1 и за некаде околу 23 часот да го завршиме ова маратонско отворено Студио 1. Така е, Чаловски ги кажа генералните најави, а сега одиме со она што ни е пракса, односно овој прв блок ќе го започнеме со изјавите од најинтересните поенти од разговорите вчера во отвореното Студио 1. Имено Александар Чомовски третираше една, богами, кај нас вечна, ако може така да се каже, тема што правиме со младите кадри и нивното вработување. Конкретно, работници нема, странците се премислуваат. Разговараше со Кирил Барбариев, кој што е проректор на Универзитетот Гоце Делчев, Мирослав Цветковски, исто така професор во АСУЦ, и Антони Пешев, бизнисмен. Па каква е таа симбиоза помеѓу образованието на младите кадри и еве бизнисмените, односно големите компании и вработувањата? Слушаме во продолжение. Каква е перцепцијата која инаку вели досега правевме правници, економисти, а го испуштиме трендот да се суша билото на пазарот на труд. Добро вечер и благодарам на поканата. Темата образование е сериозна тема во нашето општество и можеби една од клучните теми кои што во изминатите 25 години никогаш не е ставена како тема од која што всушност се поврзани сите други теми во ова општество како клучни теми на кои што треба да разговараме. Состојбите во образованието, и тоа не само високото образование, туку на сите нивоа во образование, е поразително. Значи,
Тоа е темата на која што во моментот во било кој подсистем на образование, ако седнете да разговарате, ако ги видите резултати, тоа што вчера се појави, што е тоа што се случува со извештаите на Државниот просветен инспекторат за практичната настава во средното стручно образование, состојбата со младите, состојбата со функционалното и писменото знаење на сите нивоа во образование е поразително, бидејќи во изминатите 25 години образованието е тргнато сериозно на страната, тоа е маргинализирано, тоа е понижено и е оставено на ниво да се бори со ентузијастите и оние луѓе кои што имат некаква... Да детектираме. Ако ова на овој начин енергична критичка обсервација излегува од вас, што е дефектот? Ние досега живеевме илузија дека сите сме, речиси, доктори на науки, да не зборувам дека сите одиме на магистратури, на докторати со толку факултети. Каде е дефектот? Предполагам дека не е само во дисперзијата. Не, дефинитивно не е во дисперзијата, затоа сметам дека проблемите во образованието е повеќе слојно. Значи, вие денес имате ситуација во која што никој во изминатите 10-15 години не правил планови и стратегии што се случува со демографијата, со наталитетот, со миграцијата, со иселувањето на младите, а при тоа мрежата на основно, на средно и на високо образование е таква каква што вие разговаравме пред емисијата и тоа ќе го спомнеме. Значи, никој не спомнува колку ученици се запишуваат во средно, каква е потребата на пазар во труд во 90-тите години, каква е потребата на пазар на труд денес, што е тоа што се случува со високото образование и каква е мрежата на високообразовни институции поврзани со средното образование. Ако ја направите таа анализа, ќе ве заболи главата. Мислам дека повеќе од 10 години колку што јас сум активен во комората, перманентно само за тоа говориме, дека Македонија мора да си го подреди образованието спрам потребите на државата. Ние створивме во државата едно имагинарно чувство дека нашата држава се наоѓа на врвот на технолошкиот развој, дека треба да имаме максимално едуцирани деца кои на крај ќе завршат со магистерски студии, со докторски студии и дека после таа работа ќе седнат некаде на некое угодно место и нема да работат ништо. Тоа никаде во светот не функционира. Мислам, тоа е тотално погрешна перцепција за тоа каде иде светот, заради тоа што светот прво многу внимание посветува на многу други работи, освен на тоа колку нивоа на едукација сте поминале. Да не говориме тоа што и професорот го кажа, дека квалитетот на образованието со сите овие години се повеќе иде надолу, не се адаптира према потребите на економијата, слабо ги прати новите трендови, прво и заради тоа што мислам дека преокупирани со политичките случувања во државата, како да заборавивме дека државата треба да работи некои нормални работи, како што е едукација, бизнис, да се ствара нова вредност, да се генерираат, како да сме перпетум мобиле држава која само ќе се храни на политичките качувања горе и доле. Па дури да беше тоа така, не можеме да го издржиме темпото да имаме толку многу случувања во политиката. Претежно одзивот на деветоделенците е многу мал, пак ќе се навратиме на она, не се запишуваат во стручно образование заради желбата на родителите и одзивот е многу мал. Ние нон-стоп ни барат, еве во последните неколку денови, односно претходниот месец, имавме еден отворен ден или да речеме сајам за вработување или сајам за кариера во кој 11 компании, големи компании, дојдоа во нашето училиште и направија интервјуа со 100 ученици од завршените години. Тие 100 ученици нормално беа од сите струки, но има голем број од компаниите, има една забелешка каде се каросериските механичари и каде се автоелектроничарите. Има друга забелешка која Барбареев е спомна, тоа е овие инспекторите образовни детектираат, а тоа е дека кон праксата, кон практичната настава се пријаѓа прилично формалистички. Децата не се научени дека од тоа зависи и работно време и изучување на вештини. А истовремено мислам дека и кај делот, кај фирмите, исто така постои еден формализам. Па делумно да постои. Ние како училишен центар имаме и собствена работилница. Голем дел од практичната настава, практичната обука се обавува токму во таа работилница, составена од 6 оделенија. Не можеме да кажеме таму дека е формална, таму нашите ученици работат, имаат работно време од 7, исто како останатите, до 3 часот. Можеме да се пофалиме со еден меѓународен проект,
подржан од Erasmus+, во кој 10 ученика до 12 ученика од трета година одат на практична обука во странски држави. Претходните години беа Шпанија и Литванија, ова година беа во Словенија, во овластени сервиси, работеа 12 дена, на крајот од таа обука добија Европас сертификат кој што е признат секаде во Европа. Значи, не е дека и практичната настава славо се реализира. Се реализира. Имаме и компании кои што, еден како аномалија можам да го кажам, не се доволно запознаени со кадрите кои што се обучуваат во средните стручни училишта. Исто така овде во студиото по повод вчерашниот ден посветен на Лазар Лечич, еден од основоположниците на македонската кошарка и слободно може да се каже реформатор. Меѓутоа за неговото дело, за тоа каков бил Лазар Лечич, зборува Зоран Михајловски, негов другар од младоста и добро познат спортски коментатор, односно новинар во Република Македонија, и Благоја Георгиевски Буштур, кој што беше некогашен кошаркар. Слушаме тие што велат за Лечич. Прво, како некој што бил негов играч, да прашам како беше Лазар шестиот играч? Ама и шести беше на еден надпревар, нека каже. И тоа нека каже. Веројатно во многуте анегдоти од това да не искочи шести играч. Лазо знаеше да работи со нас, знаеше да не мотивира, знаеше да мотивира публиката и беше тренер кој што беше пред времето. Он не беше само тренер. Тренерската работа повеќе и ја вршеше и му помагаше Књазев, али он водеше ова грижа комплетно све за нас. Значи, кај се движиме, со кој девојки сме, кога легнуваме. Значи, како татко? Даваше страшен потик ова пред самите надпревари. Измислуваше секој состанок, измислуваше мотивација во смисол, ако вие победите денеска Партизан, ти Буштур ќе бидеш Даме Груев, ти Дуле ќе бидеш Кочарасен, ти ќе бидеш ова, ти ќе бидеш така. И меѓутоа се деси да на наредниот надпревар и состанок пак истите имиња не ги кажува, ти ќе бидеш, па нели бевме еднаш, вика, пак ли ќе бидеме, викам, нели тие ги имиња ги добиваме. Така да беше тренер во тие времиња, во Југославија, кој што скакаше од сите други, само поради тие работи. Он Зоки што реше шести играч, на еден надпревар се деси да во Београд против Партизан да Боцевски ја фати топката. Мене Лазо од клупа ме фрли, ме бутне буквално на терен. Ја примам на другата половина, давам кош, а од таа страна Боцевски излегува надвор од терен. И вие имате играч повеќе пред. Играч повеќе со 6, затоа во еден момент скокна овие. И сега познат судија Белошевиќ доаѓаат Партизан да реагираат кај него и он застанува, број играч 1, 2, 3, 4, 5 и технички им дава на Партизан. Значи, тоа беше лудница во стата, мислам. Не знам како судите негови, али такви моменти он имаше многу и беше непредвидив, не знам што ќе направи. Затоа кажам дека он играше со нас. Значи, он играше со нас. Бил познат токму по тоа дека можел да се зафати да работи со условно не толку важни екипи во тоа време, но успевал со многу работа да ги наметне како фаворити и да нижи успеси во кои што никој во тоа време не верувал дека може да се постигне. Тоа е веројатно се благодарение на тоа што инсистирал на тој тимски дух. Он ја разбираше кошарката. Он ги вида нашите квалитети. Ние 12 играчи нема никој 2 метра. И ние треба да играме со екипи кои што има 2,8, 2,10, 2,12. И он свати дека нашата игра и нашиот квалитет е пресингот и играта во одбрана. Значи, така да ние долго време бевме екипа со најмал број примани кошеви. Затоа тогаш се даваше и награда, федерацијата даваше и награда на крај. И он се посвети на тоа, значи, ја ќе ви кажам, стварно ние сме тренирале урнебесно. Значи, немаше она денеска 1, 2 или 3 тренинга. Кој ќе те викне, тогаш тренираш. Мене се случува Сабелу 6 сат да ме разбуди и да ми каже, дојди со мене у парк,
го земаше точно кај Чикомиле, он вози, јас со него трчам по него и сега договараме како ова утакмица, нешто, он негови идеи. Да, колегата Антонио Крстевски и колишката Елена Милошевска во вчерашното отворено студио 1 има прилика да поразговараат со членките на делот членките на иницијативата О2. Исто така она актуелна тема што правиме за почиста и поеколошка средина. Имено познато е дека од оваа иницијатива бар години наназад апелираат дека постојано се сечат шумите, а има и голем број на заробени дрвја, особено тука во градското подрачје во Скопје. Меѓутоа, институциите како и секогаш се префрлаат топката од една на друга страна. Кои конкретни чекори ќе бидат превземени од страна на оваа иницијатива, но и кои препораки за поголем слух до надлежните институции, слушаме од продолжение. Прашањето каде лежи најголемата вина? Дали во граѓаните кои што не реагираат навремено или во институциите кои што си ја прифрлаат топката? Јас ќе кажам моје мислење први. До некаде сме сите винови, меѓутоа главната вина е ка институциите, бидејќи ако граѓанинот не се однесува соодветно, постојат институции, постои закони, постојат казни. Ако институциите тоа го игнорираат и не го спроведуваат, не го казнуваат, граѓанинот ќе продолжи тоа да го прави. Значи, мораме да почнеме и со казнување и со санкционирање на сите незаконски действија. Значи, она што беше палење стрништа, тоа колку закони изнајдовме што се санкционира, нигде не се санкционира. Кога дојдоа пожари и големи штети, касно е тогаш. Значи, доколку би се санкционирало следната година, може нема да има таков ефект. Доколку казните се благи, треба да се сменат. Значи, ние мораме да се научиме на ред, а институциите се тие што треба да потегнат тука. И јас само да додадам, се слагам со Невена комплетно, бидејќи истиот граѓанин тука се однесува на еден начин, во Германија, во Швајцарија, во Америка се однесува на друг начин. Значи, не можете да кажете дека е до свеста. Истиот човек се однесува различно. Зошто? Затоа што таму знае дека системот функционира. Он ќе ти кажа таму самиот, јас не смеам, ќе ме казнат, ќе дојдат, а тука знае дека може, дека никој не го казнува, дека и ќе се дигне. Ама еве и на диво градење, значи се тоа резултат на неказнивоста и на сите тие нати дајми некои политички дилови, партиски, значи договори, и тоа се толерира предолго време, да едноставно луѓето си реагираат соодветно на како системот се поставува. А системот, значи ако ти немаш ред и поредок, нормално дека граѓанинот ќе се однесува како што сака. А во нас, да речеме, еве на Дупови, конкретно тука и делот, ако сака државата, ако сака општината, ако сака градот да ги едуцира граѓаните, бидејќи да се разбираме, од една страна, значи ние ќе кажеме граѓаните да ги пратат Дуповите, меѓутоа многу луѓе кога ќе отворат, они не знаат, не го разбираат, ќе отвори синтезен план и не знае да го чита. Значи, не знае да се снајде што да гледа, каква забелешка да даде, дали е окей, што е окей. Според мене би требало, значи, да е во законот тоа вметнато тие јавни презентации обавезно да се одржат макета. Не, и 3D макета, тој да има визуелно видливо да види што ќе се изгради, што се планира. Кога имате вие макета е различно, кога има он архитектонски изработен план, не може да се снајдат многу луѓе. Така да, тоа е, знаете, зашто и луѓе не реагираат, не знаат што за белешки да пишат. Он знае кога багарот ќе му дојде, зашто му е опипливо и визуелно. Иначе до тогаш е доцна. И затоа ако и се има макети е поразлично. Студиото и како што најавивме, овде со нас е нашиот Славчо Поповски, кој што најави нов циклон после Ален Андреа. Славчо, тој циклон Андреа, колку време ќе се задржи? Најпрвин добар ден. Поздрав до гледачите на НТВ. Андреа започнува интензивно да запаѓа Балканот од овој викенд, односно од недела во попладневните часови, па натаму, па во текот на следната недела и ќе услови нови значително поинтензивни врнежи од дожд,
Додека поради падот на температурите на повисоките планински места очекуваме нови врнежи од снег, со што очекуваме и нова снежна покривка. Но сепак Тоа на повисоките места. на повисоките места. Локално процесите ќе бидат интензивни, застапени во форма на невреме со интензивен пороен дожд, силни електрични празнења, силен ветер како и со појава на град. Но овој пат поради значително интензивните врнежи од дожд и значително количество на воден талок за кратко време очекуваме опасности од локални поплавувања. Па така веќе и во Македонија, ова зборувам за регионот, додека пак во Македонија исто така овој циклон ќе не зафати од недела попладне и ќе продолжи во текот на следната недела, условувајќи поројни врнежи од дожд на повеќе места, грмежи и засилен ветер, секако локално процесите и овдека ќе бидат интензивни и застапени во форма на невреме со пороен дожд, електрични празнења, силен ветер како и со појава на град. Во регионот очекуваме во текот на овој следен период да наврне од 50 до 100 литри на метар квадратен воден талок, локално и повеќе, со што и тоа како се големи условите за локално поплавување, па така граѓаните да бидат крајно предпазливи. Но институциите примарно да бидат подготвени веројатно. Така? Институциите малку повеќе, да, нормално. Славчо, има ли Што се однесува прогнози за овој циклон до кога би завршил и кога конечно би се стабилизирало времето? Маја сите, предпоставувам, граѓаните го очекуваат тој убав мај, сончев мај. Да, мај го очекуваат конечно оној летниот период. Така. Но за сега, барем за сега, Во текот на целата недела се прогнозите дека ќе биде настабилно? Да, точно, овој циклон нема да го дозволи тоа. Со што и кај нас очекуваме во текот на следната недела значително количество на воден талок, локално и над 50 литри на метар квадратен, со што има услови за локални поплавувања, како и зголемување на нивоата на реките и на езерата низ држава. Ќе има ли големи разлики во температурите како што имавме пред неколку денови? Драстичен пад, ноќни, дневни? Во текот на следната недела очекуваме позначителен пад на температурите на воздухот, па така, особено во понеделник, тие ќе бидат најниски, максималните ќе се искачуваат во интервал само од 9 до 16 степени, па така и на највисоките планини очекуваме и нови врнежи од снег и формирање на нова снежна Рече дека циклонот ќе зафати територијата на земјава повеќе од недела. Тоа значи дека го имаме уште утрешниот ден со малку да го сонце. искористат граѓаните за прошетка во природа евентуално. Славчо, ти благодариме за овие на вас. информации. Така, со разговорот со колегата Славчо Поповски, ете, имавте можност да се информирате какви ќе бидат временските прилики и викендов и следната недела. Јас и Чаловски тука го заокружуваме овој блок. Останете со нас. И само да ги подсетиме гледачите дека сите оние разговори можете да ги погледнете наместо и се чуат сите кратки, целосни на 1TV каналот на YouTube и на сајтот 1tv.mk. Јас и Јана овде го завршуваме делот, следуваат вестите, се враќаме во 15 часот и 20 минути.